Добре дојдовте назад во ТВ училница, тоа беше нашиот голем одмор, се надевам се одморивте, сега е време да се фрлиме повторно на работа. Следно имаме трето одделение природни науки. Браво, Цвајштајн. Yes. Браво, Цвајштајн. Денеска ќе имаме час по природни науки. Целта на овој час ќе истакнеме преку една интересна приказна. Приказната се вика На село. Марко и Јуле дојдоа на посета кај баба и дедо и на село. Баба Велика и дедо Гаше беа пресрекни. Може ние да ги играме Баба и дедо, Велика? ајде да може. пробаме. Ајде. Марко, Јуле, внучиња мој, колку многу сте пораснале. Колку прекрасно изненадување. Дедо, дали е ова кучето Луси истото мало кутре? Истото внучко, да, порасна. Луси, јас сум Јуле. Минатото лето си игравме на ливадата. Јас ти ја фрлав топката, а ти трчаше по неа. Лусија вртеше главата и погледнуваше тена кај Јуле, тена кај Марко. Јуле, види како те гледа Луси, рече Марко, како да сака да ти каже нешто. Кучињата не зборуваат, се изнасмеа Јуле. Дај малку од кучешката храна што ја донесе како подарок. Луси лако му изеде се. Луси, има изненадување за вас, но тоа ќе го оставиме за утре. Бабо, дали се овие истите цвеќиња што ги посади лани? Да, Јуленце, од семето порасна стебленце, листови и цветови. Дедо ти го полеваше со вода и се хранеше, а се хранеше од почвата. На растенијата им треба и светлина, мудруваше Марко. Ајде, влезете внатре, внучиња, патувавте долго, треба да вечерате. Во куќата се е останало исто. Печката каде што пече баба, старата масичка, лажиците, вилушките, истите чинии. Децата сладко се најадоа. Ако сте готови, јас и дедови сакаме да играме една игра со вас. Игра. Јас ќе ви поделам картички, а вие ќе погодувате дали е точно или не напишаното. Или не е напишаното, да. Сега дедо и баба ќе станете мои ученици. Во ред. Може, ајде. Може? Ние сме спремни за трансформација Значи, секогаш. вие сте секогаш спремни за Да трансформација. извадам баба Овдека под мене. имаме картички. Имаме картички со искази. А вие, ако е точно, ќе кажете Да или не? Да, не. Окей. така е. Може. Ајде влечете од картичките. Ајде. Вака ќе ги ставам измешано, па вие Важи. која ќе ја земете таа. На растенијата не им треба храна да растат. Така е. Им треба. На сите им треба храна за да растат. Ти благодарам. Дедо и баба порасна. Чудно е ва. Тие пораснати беа. Дедо и баба што направија? Па, можда малку, не знам што. Малку старе. Малку малку старе, ама старе, тие дедо се и баба. се- Ајде, се извлечете уште. Се флексибилни и витки. Да, И здрави. Може? може. Калина и Марко порасна. Тоа е точно. Точно е. Јуле и Марко порасна. Јуле. А Калина? Кој е Сме Калина? сгрешиле, не е Калина. сме Може сгрешили. другарката Ама на сепак Јуле порасна. дошла. Другарката на Јуле. Калина, таа порасна. Сигурно пораснала. Куќата остана иста, само столчињата порасна. Ова не е точно. Не е може точно. Не столчиња е да порасна. точно, не може куќата да порасне. Знаеш, Ајде, ми се одиме чини по- дека од овие кога почнавме никако како да порасна, а? Цвенштен? Не е знам. точно. Не е точно. Не, а? ние пораснавме, тие се смалија. Браво, Цвенштен. А фала ти. Кучето Луси остаре. Па, да, порасна. Порасна, кучето порасна, а остаре за една година. Остаре, Да. значи и тоа е точно. А кучето Луси им рече здраво на децата. Кучето не Јас мислам дека ќе се сеќавав ако кажеше Може, кучето кажа, здраво. Например. Да, тоа не е Значи, здраво. кучињата Не зборат. не зборуваат. Еве, може. Да, може, ти благодарам. Кучето Луси остана исто како минатата година, само што констатиравме дека тоа не е точно, значи кучето Луси порасна. Кучето јаде кучешка храна, тоа е точно, е. Така. И што заклучивме од сето ова? Растенијата, животните и човекот се живи суштества. Сите тие за една година се променија. Така. Одиме понатака. Осамна, прекрасно утро на село.
Марко, станувај, извика Јуле. Откако се измие и појадува, веќе беа спремни за акција. Јуле, јас ќе го земам фотоапаратот. Сакам да направам фотографии и да им ги покажам на моите другарчиња. Одлична идеја, се согласи Јуле. Баба Велика и дедо Гаше исто така беа спремни за денешната авантура. Еве, овие се фотографиите на Марко. На првата фотографија што забележуваме? Крава и незиното мало теленце. Така, незиното потомче. А овдека што прави кравата? Па јаде, паси треба. На пасиште паси треба. Така, се храни. Овде што забележуваме? Има гибуна, овца или коза беше? Овца е ова, така? Овца е, Да, така е. И мало овчиче кој што јаде, односно цица. Се Ова храни. не е овчиче, туку цвештан? Туку е јагне. Така, Јагне. потомокот јагне. на овцата е Јагненце. јагненце. А на козата е јаренце. Ова е Луси, кученцето Луси и ова се неговите Мали кученца. мали кученца, а ова би требало да биде Јуле. Јуле, да. Еве Јуле. Така, Јуле. Овдека гледаме едно маче, кој е многу добар пријател со кучето. Видете, Куче е заедно ретко, си ама. ретко, меѓутоа сепак се случува и тоа. Помина прекрасен ден, заедно се фотографира, се смеја, се забавува. Сега, деца, ќе играме нова игра. Јас ќе бидам учителка, а вие ученици. Така. Бабата Велика реши да биде учителка и ги постави следниве прашања. Кои промени се случија кај кучето Луси? Порасна. Порасна и доби кученце исто. И доби фотографиите можеме да кученце. видиме. Да. Кои се добија младенчиња во сликата, на сликите? Овцата, кравата, кучето. Кучето, така. Како животните доаѓаат до исхрана? Како доаѓаат Мора да се придвижат некако да се стигнат. придвижат за да стигнат до исхрана. Какви промени настанаа кај Јуле и Марко? Се извишија, порасна. Се извишија и порасна. Кои се потомци на дедо Гаше и баба Велика? Па прво се мајката и таткото на двете деца и на Јуле и Марко. Така, Јуле и Марко се тие се потомци. нивните Мајката и таткото. потомци, така. Што им беше потребно на Јуле и Марко за да пораснат? Да јадат. Да се хранат, хранат. така. Што им помага на луѓето да дојдат до храна? Како доаѓаат до храна луѓето? На разни начини има или ги За треба да работат. Треба да работат, треба да се движат да стигнат до До. храната. Така е. Сега тука спомнувавме многу луѓе и многу животни. И што забележавме? Што е заедничко меѓу животните и луѓето? Тие Растат, растат, заедничко им е растењето, се репродуцираат, Така, односно имат- раѓаат мали имат Создаваат своји своји потомци. потомци, Да. потомци, се Движат. и луѓето и животните се движат и нормално се хранат заедничка им е исхраната. Сите овие 4 процеси на репродукција ги имаат заеднички и луѓето и животните. Од ова заклучивме, од оваа приказна, дека луѓето и животните имаат потреба од храна и вода за енергија и растење. Луѓето и животните имаат потреба да се движат за обезбедување храна и да останат здрави. Ако не се храниме, можеме да се разболиме. Така е, и затоа е важно и здраво да се храниме, не само да се храниме со Така, и хамбургери. здраво да се храниме со избалансирана исхрана. Луѓето и животните се репродуцираат за да донесат на свет ново роденче, за него изгубат својот род. Точно, и учителка има плюс, животните и луѓето спијат, нели? И тоа им е заедничко. Така, и заедничко спијат. Бабо, ти си многу добра во подучување. Ме подсетуваш на мојата учителка. Научиња мои, мене животот ме научи. Јас сум при крајот на животниот процес. Вие сте на почетокот. Допрва ќе растете, ќе се озревате, ќе имате своји дечиња, а потоа ќе Немој, бидете Мари, и стари немој, или Велике, не поблагоречено мудри. Така. Баба Велика беше многу горда на своите внуци.
а не ја скри и солзата радосница, додека им ги раскажуваше мудростите на животот. Преку оваа приказна, денеска деца забележавме неколку природни процеси што се заеднички за животните и за луѓето. И сега наред е и домашната. Се разбира. Апсолутно. Домашна ќе им дадеме домашна. Се разбира? Мора да им дадеме домашна. Знаете што? Јас секогаш сакам домашната задача да ви биде пред се интересна, забавна и во неа да бидат вклучени и членовите на семејството. Одлично. Одлично. Сега е одлично време за тоа, бидејќи сите се дома заедно и Така. можат заедно да работат на домашната. Токму затоа одлучив вашата домашна да биде сега за деновиве на викенд, кога ние нема да се движиме многу, добро би било да ги извадиме семејните албуми и да ги разгледаме сликите. Низ сликите ќе забележиме многу животни процеси. Значи, порано кога сме биле мали, како сме пораснале, како сме старееле, ќе ги гледате некои ликови што одамна не сте ги виделе, а можеби со некои ликови кои сте се простиле. Седнете дома, разгледувајте, живејте ги убавите моменти заедно со вашата домашна задача. Одлично. Ова е прекрасна домашна. Да си гледаат албуми со слики. И да видат што се има променето во текот на овие години. Цвејштан, имаш дома албум со сликички? Имам, баш сега почнав да мислам каде се ми се скриени тие албумите за кога ќе стигнем дома брзо сите да ги извадам и да почнем да гледам, да видам какво се минато имав. Па таму се јас сум ги гледала баба, дедо, тетка, чичко, војна, стрина, што све има во тоа дрвото на роднините. Ви благодарам многу наставничке. Ние ќе одиме со еден джингл, нели, повторно ќе се вратиме со следниот час. Следниот час ние за четврто одделение одиме со математика. До гледање.